Владица веќе ни е на линија. Ќе го поздравиме Владица по некој период, можеби од почетокот на нашата сезона на Утринска антилма. Ова е првото вклучување Владица, обично си ни физички присутен во студио, меѓутоа ова е познатото наше утринско будење во кое што некој пат и знаеме да ги нотираме темите од овна, да речам, културна агенда, во случајот како што е и Live Europe, концертот во Младинскиот културен центар, прв за ова календарска 2026 година. Пријателе драг, те поздравуваме сите од Телма телевизија и убаво утро нека е и за тебе. Нека добро утро. Значи, фала на покана, извини што не можев да дојдам до студио денес. Значи, тоа е само прв концерт од низа Live Europe концерти кои оваа година треба да ја реализираме. За гледачите да појасниме дека МКЦ е дел од Live Europe мрежата. Значи, Live Europe мрежата е своевидна Европска унија на концертни сали. Членуваат 22 членки, меѓу кои МКЦ, која е единствена членка која не е дел од Европска унија, зашто Македонија се уште не е дел од Европска унија. И правиме концерт на хрватскиот нов бенд, нова сензација Идем, заедно со гостите од Белград Излети и македонските Уби Дедо. Концертот е закашан за 20 февруари во Младинскиот концерт и како што кажав, тоа е прв концерт од една серија концерти кои имаме после тоа во март и во април. Во март на 14 март ги имаме Барент од Шведска и АПЛМСП од Романија и на 4 април имаме гостин од Баскија, Маја Тита, така се вика артистот, тој е еден експериментален електронски артист кој за прв пат ќе посети Македонија. Да, ова се одлични прилики, пак ќе кажам, за публиката и фановите на она што го работите, Грга, со Младинскиот културен центар и за тековнава година. Инаку, еве, само сакав да нотираме дека, како што и ти спомена, Live Europe е мрежа што ги поврзува европските алтернативни сцени. Предпоставам дека тоа има особено значење и императив и понатамо станува за МКЦ, можеби македонската публика на некој начин да се дружи со овие бендови, да речеме, можеби понекомерцијализирани или толку значени за поголемата јавност. Меѓутоа, дали овие настани концерти се само музички настани или јас би рекол културна размена меѓу другото на младите сцени во регионот? Токму така. Значи, поинтата на Live Europe е да се постават европски млади артисти на репертуарите на концертните сали низ Европа и преку Live Europe платформата и македонски артисти исто така настапуваат во други концертни сали, генерално во нашите, да кажам, ајде соседни, иако немаме соседи директно, меѓутоа имаме соседна сала во Хрватска, во Словенија, во Унгарија, во тие поблиските сали. Многу наши млади македонски артисти исто така ја користат можноста преку оваа платформа да се представат пред публиката во тие центри. Главна цел на Live Europe е да се презентираат европски артисти на сметка на да кажеме тие што ја водат играта во шоу бизнисот, а тоа се Америка и Англија. Значи да се мотивираат млади европски артисти да патуваат и да настапуваат, да се презентираат во концертните сали ширум Европа, како што реков, 22 се на број, од, не знам, сала Аполо Барселона до Кино Шишка Љубљана или до Мелквек Амстердам. Значи, тоа е едно здружение на концертни сали, меѓу кои МКЦ е горд член, да, веќе 5 години. Да биде дел од истото. Спомена малку и за бендовите, 3 бендови кои што ќе бидат дел од ова Live Europe издание. Идем, всушност тоа на некој начин е и соло проект на Антон Алекса. На некој начин ни кажавме дека е една од главните музички мини звезди. Вели, започнуваат како соло проект, денес настапуваат со цел бенд. Претпоставам дека може да забележиме промена и во звукот, ама и на енергијата на самата сцена. Дел од многу музички проекти, што може македонската публика да очекува
од концертот една интимност или во исто време една добра експлозија? Вака, Антон е член на многу колективи во Хрватска, член е и на Порто Морто, еден познат хрватски бенд, меѓутоа има своја соло кариера која е во опасно нагорна линија, би рекол, посебно во регионот. Не е непознат, значи не доаѓа за прв пат, за втор пат ќе ни дојде во МКЦ, со тоа што прошлиот негов настап беше со соло, кај што настапи само со уште еден член од овој сега состав што е фул бенд, значи имаме фул бенд овој пат, за прв пат ќе дојде со фул бенд и дечкото едноставно ги пуни сите сали низ регионот, низ Балканот, настапи, не знам, на Нова година и во Загреб на плоштад и во Љубљана, имаше два настапа на 31-ви, од кои на 31 вечерта во Загреб, а после полноќ настапи на плоштадот во Љубљана. Има закажано голем соло концерт во еден голем простор во Шалата во Загреб, што е негде околу 2500-3000 капацитет. Значи имаме добра прилика да видиме еден артист што допрва доаѓа. Тоа е и целта на Live Europe, да се откриваат нови артисти, да се трасира патот на новите музички ѕвезди. Имено, колку македонската публика Грга ги знае овие нови бендови, со оглед на тоа дека секој пат имате една неконвенционална и, пак ќе кажам, многу итра, мудра одлука во носење на вакви бендови, затоа што, еве, тука се и излети, младо енергично пост-панк дуо од Белград, исто така како за окружување на вечерта, и мора да признам дека прв пат го слушам името, работниот наслов на токму првиот концерт на македонскиот бенд Уби Дедо. Всушност станува збор за Чучар Сандевски панк бенд со суров и бучен звук и она што е интересно, наменет вели за немирни уши. Да, тоа е еден мистериозен состав. Искрен да бидам, ја не знам кој е кој членува во тој состав. Се викаат Уби Дедо и како што кажува доаѓаат од Чучар Сандево и ова ќе биде нивни прв настап. Јас знам еден член од бендот и преку него успеавме да се договориме да они го имаат овој концерт, имаат издадено и еден албум. Па со нетрпение ги очекувам и се надевам дека имате добро представување. Инаку, што да очекува и дали публикава ги знае бендовите. Поентата на Live Europe и на платформата е практично да се истражи новата сцена, да се истражат новите артисти, новите музички надржи и да едноставно да биде човек љубопитен и да дојде да види за што се работи, како функционира сцената во Европа, новата сцена, независна сцена. Значи ова се млади артисти, не се некои етаблирани имиња, да кажеме, освен се. Да. Сега за Идем, он го тапка патот, како да кажам, он и добро му оди на Антон Идем, меѓутоа тоа е поентата на Live Europe, да се истражи ново, да се види нешто што не е на понудата, не е комерцијално и не е ни капо. Мислам, билетите по 300 денари и, како да кажам, повелете во МКЦ и видете, заљубете се у некој нов бенд, не знам. Убаво кажано. Затоа, еве заеднички, на крајот од ова твое јавување, ќе потсетиме дека е 20 февруари датумот уште еднаш, концертот започнува во 20 часот. Вратите на Младински културен центар ќе бидат отворени од истото време, така што појдете и како што вели нашиот Грга, истражете го новиот европски звук благодарение на Live Europe и овие бендови кои што ги носи ова прво издание за оваа календарска година. Грга, голема благодарност за вклучувањето, сосема соодветно да го најавиме настанот кој што не очекува на крајот речиси од овој месец. Фала ти, Марти, на поканата. Ти благодарам. Убав петок ти посакувам уште подобар викенд, се гледаме секако со нови датуми.